Dobrodošli na priču o Tomi. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Филмот кој дефинитивно во моментов ја доживува својата најголема популарност, како во регионот, така и низ Европа, па дури и во светот. Едноставно низ сите киносали. Филмот за вечниот боем Тома Здравковиќ и во ова издание на Showtime ќе биде во фокусот. Овој пат со навистина ексклузивна содржина. Во прво македонско телевизиско интервју, Петар Бенчина, кој го толкува ликот на докторот на Тома, ќе имате можност да го погледнете ексклузивно на Джингл телевизија. Меѓутоа, пред да се вклучиме директно од Белград, каде што не очекува Петар, ќе имате можност да погледнете дел од емисијата, односно Showtime специјалот посветен на големата премиера која се случи изминатиот месец на овој филм, токму во Скопје, каде што разговаравме со Миланка Рашич, која токму ја прикажува, односно ја опишува улогата на Петар во овој филм. Па да погледнеме. Imamo hitan slučaj. Ja sam završio, Hrvatović je dežuran. Hitno je. Ti nikad nisi otkazao koncert. Doco, šta sam pevao sam, to je to. Nećeš otkazati ni sada. Pevaćeš. Da. Zgura smo mi ovo. Hvala ti, Doco. Hvala tebi. Петар Бенчина во улогата на докторот на Тома. Со еден збор, едноставно маестрален. Мислам дека неговиот лик има, покрај ликот на Тома се разбира, најголема трансформација во филмот од почетокот до крајот. И особено е интересен и слоевит и непредвидлив целиот тој однос помеѓу лекарот и Тома Здравковиќ. Во секој случај, мислам дека најдобрите критики ги заслужува Петар Бенчина. Кога е тој на филмското платно, едноставно доминира. И како што најавивме, слободно можам да најавам ексклузивно, директно од Белград, ни се вклучува токму Петар Бенчина, еден од, како што и најавивме, најважните улоги кои ги има во овој филм, кој дефинитивно од ден во ден расте со својата гледаност низ киносалите како во Европа, така генерално во целиот регион, па и во овде кај нас во Балканот. Петар, најпрвен добар ден и поздрав од Скопје. Добар дан свима, многу ми е драго да сам позван и да имам прилику да гостувам на македонски телевизии. Поздрав свима. Така, најпрвено веднаш ќе започнем со она што во моментов е актуелно. Би те прашал какви ти се впечатоците со оглед на тоа дека овој филм низ киносалите, како што кажав, како во регионот, така и во Европа го достигнува генерално првиот милион на гледаност, нормално во целиот регион. Какви ти се впечатоците и веројатно ова ќе биде прогласен барем кај нас филм на годината? Па, мислам, стварно, ми смо неге од филма
očekivali mnogo i radili smo ga posvećeno i radili smo ga dosta dugo i u nekom periodu koji svi znamo kakav na svetskom nivou, u periodu kada je ova bolest bila, mislim da danas je tako određuje kako će se i koliko raditi, ali niko nije mogao da očekuje da će ipak, kao što si rekao, se približiti milionitom gledalcu u bioskopu, da se gleda u čitavom regionu, da je u bioskopima u Engleskoj, u Francuskoj i stvarno smo zadovoljni da ono što smo mi osjećali dok smo igrali te uloge i pravili ovaj film, da je to na taj način prodrlo do srca gledalaca. Така, сега во улогата во која играш во филмот, нормално нема да откриваме во овој интервју уште самиот почеток да им кажам на сите оние кои не го гледале тоа да го направат во што поскоро време, но веќе оние кои го гледале знаат дека практично Тома во филмот те нарекува Доца. Дали веќе овој твој, да кажем, можеби прекар, веќе и така и те нарекуваат оние кои ете во околината твоја се? Да, мислим, ова улога е јако захтевна и јако некако комплексна, слоевита и иде, како да кажем, да не откривам сада пуно од самog почетка филма, наравно, do kraja čini tu osovinu odnosa i onog o čemu govori film i ta promena je za mene bila najveći izazov i zaista sam dao sve od sebe da to bude onako više od igre, da bude više od nečeg što je uloga i više od nečeg što je sama gluma. Tako da drago mi je da ljudi to prepoznaju i eto, kao što si rekao, Doca je posebna stvar za mene u mojoj karijeri. Кажи ми, дали како во оваа улога, како докторот на Тома, е она улога која ја сметаш дека на некој начин те издигна во твојава досегашна богата кариера? Pa jeste, jako, kako kažem, neko nikad ne dobije priliku neko jednom u životu za ovakvu ulogu kao takvu koja je napisana i koja jeste veliki izazov zato što su to od onih uloga zbog kojima se nekako i bavite ovim čime se ja bavim i to je nešto što ti okupira čitavo biće svim svojim nekako srcem, mišljenjem, svojim odnosom prema stvarima. Bio sam obuzet da ovu ulogu donesem најпосебнije moguće. Во моментов, бидејќи те гледаме сега на екранот на Джингл телевизија, односно во моментов разговарам со тебе, морам да ја споменам за оние кои не го гледале филмот, а ќе го гледаат, верувам, за многу, односно во што поскоро време. Во овој филм глуми и твојата сопруга, Тамара Драгичевиќ, која практично ја глуми главната улога на, односно Силвана Арменулич. Па морам да те прашам, верувам дека чест е да се биде заедно со твојата сопруга во овој филм, кој нормално го освојува целиот Балкан. Како заедно ги сумирате, да кажам, впечатоците во овој филм, иако морам да забележам барем она што досега, бидејќи јас го имам гледано филмот, во ниту една сцена сепак не се појавувате заедно. Да, pa to jeste, mislim, specifičnost ovog filma i nama je to posebno interesantno što su to glavne uloge
koje zapravo, kako da kažem, kao štafeta u odnosu i na montažu. Naravno, preuzimamo, ja kažem, događanja u filmu, ali na smenu, dakle, ona ima tu liniju u kojoj, naravno, koju završava pre bilo kakve pojave doktora u nekom smislu u godinama kako se film događa, iako u montaži je to neizmenično, ali je jako specifično da u takvom jednom ostvarenju, takvim, kako da kažem, ulogama i u tako nečemu što je ljude dirnulo i pogodilo, igramo tako ozbiljne, velike uloge, a da se zapravo, da nekako i nju i mene i te naše uloge je obeležio taj film, a da se zapravo u filmu ne srećemo. To se super primetio. Една од многуте премиери кои се случија досега беше премиерата во Белград, во Сава центар. Меѓутоа, веројатно ќе остане една од да кажам, ексклузивните, токму поради големите аплаузи кои ги добивте таму. Зошто конкретно оваа премиера, како што вели целиот ваш тим, ќе остане во сеќавање? Што е поразлично од сите оние досега? Pa da, ovo je, kako da kažem, bila je premijera u Sava centru, što je takođe, kako da kažem, značajno, jer te noći kada se desio taj film u Sava centru i kada je bila takva reakcija kakva je bila, i 20-minutni aplauz i ovacije, sutradan je Sava centar zatvoren i krenulo je u renoviranje, tako da smo ga mi nekako poslali na ulepšavanje i čekamo ga sa nekim novim filmom kroz neko vreme, a ta atmosfera je stvarno i ta atmosfera u sali i nekako to veče celo je nezaboravno, ne samo za nas, već za ja ne znam koliko, 4000 ljudi koji su u tom trenutku bili te noći tamo. Кажи ми, што е дефинитивно во моментов доживува голема експанзија овој филм на Тома Здравковиќ, односно посветен на најголемата легенда. Кажи ми, Петар, според тебе, што е оно магично што нормално покрај твојата улога го направи овој филм толку успешен и толку гледан? Pa mislim da su nekako ta muzika, ali zapravo ne kao samo melodija, nego nekako ta muzika koju je on pevao i koju je on živeo, kao i neverovatne ženske uloge u prvom redu, mislim, na Tamarinu ulogu i nekako zaista smo svi u tom periodu kada se pravio film bili koncentrisani, bili smo radosni i osjećali smo da pravimo nešto što se tiče nekako ne na nivou teme, sad ne znam, kafana ili narodna muzika ili ono, jer zapravo film samo u jednom sloju govori o tome, to nije uopšte, ovaj film i naravno da ne bi bio gledan i u Francuskoj i u Engleskoj i kod nas i kod vas, da se radi o nekom pevaču koji eto tako peva pesme i šta ja znam, to je samo jedan sloj koji jeste veličanstven, ali ono na šta se film odražava i priča jednu univerzalnu priču o duši, i spaja nespojivo i govori o ljudskim radostima, trenucima, o tragedijama i o svemu onome ko smo jedni drugima i nekako sva ta tema, sve to što se događalo, sve to što je bilo pred nama se probudilo još u toku samog snimanja i među nama i osjećali smo posebnu neku odgovornost i posebnu radost da se bavimo tako nečim i nekako čitavo vreme snimanja imali smo neku veliku dozu
nepoznanica, nesigurnosti i mislim da nas je to zapravo i pozvalo da damo i one najkananije i najvažnije delove sebe i probudilo nas da budemo uvek tu i uvek prisutni da uradimo najbolje što je moguće. A stvarno, moj neki osjećaj je da kad god smo birali neki put i bili na raznim raskršćima u nešto što je možda pogrešno rešenje ili drugačije ili loše rešenje, kao da nas je neka sila uvek odozgo vodila ka najboljim mogućim i jedinim rešenjima i ne bi mogu da tvrdim da tu svoje prste nekako nije umešao možda i sam Тома Здравковиќ. Така е, твојата улога може би една од најважните во овој филм, како што и кажав на почетокот на нашето интервју. Тешко ли беше во ваков филм, ете како што и сам кажуваш, дефинитивно филм кој раскажува од душа за една голема музичка легенда, да ги доловиш тие емоции кои ги гледаме во сцените со сопругата твоја во филмот Лилјана и нормално со Тома. Da, to jeste nešto što je jako snažno i sada kada sam gledao te scene i kada tu scenu sa Ljiljanom i nekako nije mi uopšte lako da to gledam, zaista mi je teško kad pomislim kroz šta sam prolazio cele te noći dok smo snimali to i to je trajalo, u filmu to traje koji minut, ali to je trajalo satima i to je nešto što je zaista već toliko ljude zaokupiralo i nekako toliko ljudi vole tu scenu i prepoznaju sve to što se u toj sceni desi. To je stvarno nešto veličanstveno, ona je divna glumica, Paulina Manov, tako. I tako da mi sve znamo, naravno, mislim da nekako sve, kako da kažem, mi se znamo od ranije, igrali smo u istom pozorištu i nekako je važno meni bilo što je ona tu pored mene i što sa njom baš igram tako tanano и tako snažnu scenu. Така, навистина има многу емотивни сцени, нема секако многу да им откриваме на гледачите. Вреди да навистина се погледна ваков филм кој навистина многу има големи вредности во него прикажани. Ајде ќе се вратиме сега, го спомнавме твоето партнерство во филмот Тома, токму со Паулина Манов актерката, односно која глуми нели Лилјана. Меѓутоа, еве да спомнеме, како што кажавме на почетокот, глумиш практично во филмот со твојата вистинска сопруга Тамара Драгичевиќ, па бидејќи овој филм говори навистина за многу љубов, јас ќе те прашам, важите за еден од најубавите и најскладни српски актерски парови, па кажи ми, еве, за гледачите кои прв пат те гледаат во Македонија, како се запознавте со Тамара? Како? Што се рекол последно? Како? Како се запознавте со Тамара? Надвор од филмот. Како сме се упознали? Да. Upoznali smo se, ja sam završio fakultet dramskih umetnosti, a onda je ona upisala generaciju posle mene kod istog profesora i mislim da smo se sreli na jednom hodniku i tako, eto, gledali smo se bez mnogo reči i nekako meni se čini u mom, mislim ja sam siguran da je tad sve počelo, a onda kasnije smo se nekako u istom društvu vidjeli nekoliko puta posle tako smo se upoznali. Така, ќе имаме секако и незе наскоро во следна прилика, токму поврзана со овој филм, како што кажав, токму таа ја игра улогата на Силвана Арминулиќ, една од главните ликови, како секако и ти. На самиот крај, навистина да те се заблагодарам за твоето прво ексклузивно македонско интервју, токму и твое телевизиско појавување во Македонија.
И би сакал, еве, на некој начин, токму ти, да им се обратиш на нашите гледачи на Джингл телевизии, како би ги поканиле да го гледаат овој филм? Prvo, veliko hvala što si me pozvao da dam intervju za tvoju televiziju i što sam imao priliku da govorim za jednu makedonsku televiziju i volio bih da zaista svi koji još uvijek nisu pogledali film nekako odu i priušte sebi ovako nešto zato što vam to govorim iz srca, nisam neko ko bi trebalo da reklamira ovaj film, zaista ima ogromnu već gledanost, svi ćete imati prilike da ga vidite i na televiziji za 10 godina i 5 i to je film koji definitivno postaje nešto što će često ljudi gledati, ali mislim da je sada jedini trenutak u vašim životima i ekskluzivni kada možete da ga pogledate u bioskopu, a gledanje posebno ovakvog filma koji ima muzičke delove koji su jako važni je neprocenljiv i nezamenljiv u odnosu na gledanje na bilo kom uređaju. Prosto znam da to znate i samo želim da prosto i sebe i vas podsjetim na to da ste vi, kako kažem, kao generacija ili kao trenutak u kojem se ovo događa, imate privilegiju da to vidite u bioskopu i mislim da bi trebalo to i da iskoristite. Дефинитивно. Hvala vam još jednom. Така, едноставно филм кој е навистина безвременски и кога и да се емитува, како што спомна и Петар, на телевизија, меѓутоа и во киносалите вреди да се погледна. Јас тука само на крај ќе го спомнам она кое во моментов за жал се случува на овој филм, тоа е да апелираме да не едноставно да се го поддржувате она што во моментов се случува, односно таа на некој начин пиратерија на овој филм, кој верувам дека и од ваша страна на актерите не ви е пријатна како ситуација и верувам дека филмот навистина, бидејќи еве јас го имам погледнато, дефинитивно го прави навистина толку убав и незаборавен да го гледате дефинитивно во кино. Ти благодарам, Петар, за твоето одвоено време и секако се гледаме во следна прилика. Очекуваме секако и Тамара, твојата сопруга, наскоро во интервју за нашата телевизија. Фала ти уште еднаш. Hvala vam. Ти благодарам. Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je, nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino moja prokleta. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje.